Бев работен како советник овластен сметководител, што е согласно закон за државни службеници во општина Зелеников. Бевте избркани од општината, значи кога, во кој период? Бев отстранет од работа во 2011 година, поточно на 3 септември, поради две негативни оценки. Меѓутоа, очигледно тоа не беше причината. Да, се пожаливте ли за негативните оцени до Агенцијата за администрација? Агенцијата за администрација во процесна постапка е втор степен и се пожалив до неа со само во наводници 14 ако паметам сега 15 пишувани страници. Поголема елаборација немаше потреба и не може да кажам. И велеа дека нема никаков проблем тоа да го погледаме и да го решиме. Меѓутоа не го реши воопшто. Тие 14 страници, они ги напишаа во 2 реда. Вашето барање се одбива. Ве упатуваме на редовна судска постапка. Ете тоа. Која е всушност причината поради која сте избркани? Има ли позадина овие две негативни оценки, дали имаат позадина? Најмала причина се негативните оценки. Тоа се огромна шанса на оној што сака да ме отстрани од работа, да го реализира тоа, што побезболно, што по пристојно и така. Дури пред да стане градоначалник, особата која ме отстрани од работа, веќе во кулуари некаде на некои таму собирни места и така натаму, пред соодветен собир на луѓе, зборувал дека прво нешто што сака да го направи во општината е не да гради, туку да ме отстрани мене од работа. И тоа го реализира. Кој беше вработен на ваше место? Во меѓувреме, после година нешто од кога ја добив првата негативна оцена, но не поради негативната, јас правев таму се, па правев дури чистев маса и така натаму, водев и правни работи, иако сум економист, водев совет водев, иако сум економист, така да од тој аспект гледано ја не можев да поверувам дека тој дека има лоши намери, зли намери према мене, туку сметав дека има извонредна доверба дури, што ми доверува да водам совет. Зашто он не може да функционира практично без совет. А за да функционира, требаше ја во се да го покривам. Тој дури и не учествуваше во работа на седници на совет. Често пати. Понекогаш доаѓаше ако има некој личен собствен интерес и така натаму. Кој беше вработен? Има, значи, во јавноста тоа е тие, ајде, не се роднински врски, тие се врски од типот на главниот и славниот понудувач за кум Вангеловски Јово, нели, од Врховен суд, така и тие врски беа. Он беше кум на девојче што дојде кај мене како државен службеник да работи, нели, на не некое место, обично референско место, и што го обучував. Сметате ли дека овие смени во општината Зелениково имаат некаква врска со добивањето на хациендите на господинот Павловиќ Латас? Да ви кажам малку пред времето, пред тоа вистина да се екзекутира, да се случи практично, често пати ги гледав и се прашував и сам себе си, зошто доаѓаат заедно со Ивонче Милионче, славната, нели, Ивонче Милионче, и доаѓа на 2-3 дена, туку ги гледам долу, ама ништо не снимаат, нема камери, нема ништо, нели. Доаѓаат едноставно со празни раце, што ме упатува особено сега кога ова ме прашувате и кога слушнав оние инкриминирани работи на СЈО, нели, на
пресконференцијата, точно ме упатуваат на помислата дека станува збор за криминален потек со намера да се помогне поради некоја заедничка спрега, интерес и така натаму. Како всушност успеа Драган Павлович Латас и Ивона Талеска да стигнат до тие хациенди, тоа за по цена за 1 евро квадрат? Е само градење на концепција врз основа на она што го имам видено и она што во тој момент беше пропис. Значи, едно е визуелно гледање, доаѓале, со него биле постојано и така натаму со тој инкриминиран тип, нели? А ќе ви поентирам на крај една многу занимлива пикантерија, зашто гледачите треба и да се посмеат, не тажни да бидат цело време, нели? На 24.2.2011, значи, прво да се констатира и да се разбереме. Станува збор за 2011 година како кнуска година во која се гради без одобрење за град. Тука, што е целата работа? Што е поентата на 1 евро, нели? Зашто имаше и некое друго 1 евро, нели? Што они сакаат да го протурат евро за мене, евро за вицето и така натаму некои други глупости, ама ова се вистински работа. На 24.2.2011 година излегува закон за постапување со бесправно изградени објекти. Значи, сите бесправно изградени на територија на Македонија, меѓу кои и на територија на општина Зелениково, соодветно ќе се легализираат со тој закон. Тој закон стапува во сила 8 дена. Значи, некаде на 1, 2, 3 и така натаму. Од тој ден, во рок од 6 месеци, во истиот закон, постои одредба, која кажува и вели дека во рок од 6 месеци мора да поднесеш соодветен барање, без никакви документи, само барање дека имаш бесправно изграден објект и така натаму, за да бидеш во тие стандарди на законот влезен во шемата, нели? Или тоа е до 3 септември 2011 година. А кога јас сум избран во истиот ден. Во истиот ден тоа е многу вака занимливо, интересно е, можеби е само совпаѓање и случајно, нели? Многу занимливо што е. Значи, критичен датум е 24.2, кога се објавува тој закон, нели? Убав за сите граѓани. Пред тоа, Латас има купено земјиште, кое веројатно, не можам сега точно да сетам, обично сите тие документи за купо-продажба, и ако не бев овластен јас за такви работи, поминуваа преку мене поради X причини, нели, од тоа што имам добри сознанија и така натаму, знаење и сето тоа. Тоа земјиште, на кое се изградени, нели, хациендите, тоа земјиште било купено пред тоа, нели. И сега, што е пеколниот план меѓу 20 тројца и така натаму? Пеколниот план, по мене, предпоставка е ова, со мала ограда само, макар да не се сомневам дека е така, а ова што ми рековте 1 евро само го потврдува тоа, значи, ако е така, они што прават? Типов овој мојов, градоначалников, му века, слушај, оди таму гради, почнувај. Зашто? Зашто во тоа време постои закон за постапување со идеја, супер идеја. И почнува он тоа да го прави. Значи, он не го прави од 3.9. па натаму, него до 3.9. Тоа е очигледно, тоа може и да се испита, да се види. Што е целта, поентата? Да плати по 1 евро. Да го легализира, значи. Многу се чудеа, овде е друга приказната, дека градел без одобрение за градба. Па целиот концепт што они го имаат во глава ќе се сруши ако добил одобрение за градење. Тогаш, значи, прифаќа да плати 10 евра, да речеме.
Јас имам дури и информација од некои нотари и така натаму, дека извршена е легализација на тие хациенди, односно на целата територија, нели, негова, извршена е легализација по 1 евро. Да, тоа е точно. Значи, тоа е ако се вкупно 500 квадрати, а сигурно се 1000, е 1000 евро. Ете така, едноставно кажано, а требале да бидат 10, например. Може ли да се заклучи дека тоа е всушност причината за тоа што вие сте избркани од општината, дека всушност на некој начин би сметале во овој план? Меѓу другото, да, оцената е најмалата причина, затоа што секако дека ја сум имал најмалку 3 причини да бидам информиран и да дознам. Прво, како советник овластен книговодител, значи самото плаќање ќе поминало преку извод, легално, нели, и така натаму, и со тоа ја ќе сум се соочил, сум го видел. Втората причина е што јас учествував, односно го раководев советот на општина, каде што таа работа треба да се легализира преку соодветен документ донесен со одлука на совет и така натаму. И трета работа е дека јас тие документи ги имав секогаш под контрола, што иако беа надвор од доменот на мојата работа, во суштина ми ги дава поради тоа да бидат легални, а што укажува и многу години пред оној случај што ви го кажа во врска со денационализација и така натаму.